Добро, значи почетокот ја сакав да почнеме со, нели, прво со фудбалов. Тоа ти беше тебе прво пасија и обсесивност, кога растеше не планираше да бидеш јутубер, не ти беше тоа целта. Апсолутно. Така што бидеш фудбалер. Тука ја најдов една многу паралела помеѓу мене и тебе, само ја нели ја немав интерес во фудбал, имав дури нешто полуда за наши стандарди. Ама Што скијање да не си? Не, ја сакав да бидам професионален видеогеймер. Аха. И тоа е ако фудбал Тоа ми каже. Да, ако фудбал е ретко или нереалистично некој ти каже, тоа моето е 10 пати полудо. Да. Ама ти си имал actually, кога ти си бил на всушност, извинете, добив многу хейт зашто користам англицизми како е actually всушност. Внимавај. Имаше еден коментар, прв пат ме нарече со вакви инфлуенцери, со што не знаат да зборат литература македонски, користат англицизми, нигде не идеме си бев кој интересно. Прв пат некој ме хета да не ме знае, плюс инфлуенцер да ме нарече. Од хейтот и таквите коментари човек како сака да ги разбере како конструктивна критика може многу да научи. Да. Не треба да ги сваќаш дека некој тебе те вреѓа, можеби. Не. Знаеш, на крајот денот ти треба да бидеш своја. Не викам дека треба цело време да се смениме заради тој еден коментар меѓутоа, нека да си ги размислиш. Да. Ке дојам до таму, ја ми за тебе сакам да прашам како ти се хендлаш со хейти се. А мај прво на почеток со фудбалов, на брзинка онака тие што не знаат, ако пропоставам тебе, нели, доста луѓе што ќе гледа подкастов ја знаат таа приказна, ама сакаше, значи ја на кратко место да идеме и сега да приказна, ти идеше онака на фудбал до 15-16 години беше така нешто. Ја играв до 18-та година, со тоа што до 16-та и пол беше секако што треба. И фактички тука имав операција која што ме тргна од патот кој што го терав и фактички тука имам една година враќање, мачење, пак повреда, па пак дали ќе биде некаде на 17-та и пол пак заиграв, меѓутоа наредните 6 месеци играв со болка и морав да прекинам. Фактички јас играв од својата 7 година, значи скоро 11 години, до 16 година веќе стигнав, играв и за... Имаше тогаш направено Б лига во... Значи си има прва лига, прв тим, имаше тогаш и Б лига. Фактички во Б лига играат тие што не играат од првиот тим и младинците. Во таа Б лига ја бев капитен на работнички. Заиграв веќе за првиот тим на 16 години, а играв и за до 19 години, до 18 и до 17 години за репрезентација, така да баш бев оноа чекор до успехот. Се сеќавам дека значи 16 и после чекаше само да наполнам 17 години за да потпишам веќе професионален договор. И тотално мојот живот беше тогаш посветен на фудбалот. Значи ја кога што ме држи памтење трета година се префрлив вонредно у школа. Значи ја првото 3 месеци имав 11 кеца. 14 предмети, 11 кеца, ама не беше поента, ја никогаш не сум бил лош ученик, ниту добар, туку просечен. Сум бил окей. Никогаш не сум бил она да кажеш багабон да иде на школа. Ќе беше фудбалер, Значи, тоа беше целта. Пази, U16, U17, U18, U19, тоа се 4 репрезентации, тоест 3 репрезентации од U17 кои што постојано те викаат на собир играш. Играв за Б тимот, ме викаа за прв тим и бев капитани на младинци. И рачуна ја неделно имав 2 утакмици. Независно нели колку тренинзи сум имал, а бев многу и посветен, ја по 3 пати на ден тренирав и веќе не можеше да дое момент кај што не можев да идам на школа. И Панче ќе го спомнам од физкултурно, тие што се од физкултурно верувај ми дека Панче го знаат, Панче е легенда таму. Дојде еден ден ми вика Стефан седи ваму. Она такова маца агресија, ќе ја залепам една ми вика, зашто ми за? Ајде беги, ти у школа веќе нема да дојдеш. Зашто? Оди таму да успееш и ќе ти сеам кога да дојдеш за школа. И кој да ме викнаа за школа, мислам, сега не е фалење муабетов, одеш 5-6 гола им давав и си одев. Така да добар бев стварно сега. Мене ми е многу на овие теми да зборев во минатото ми беше многу тешко зашто најше емотивно си ги доживував, а сега веќе ми е поминато тоа и можам да кажам, али пак ми е многу глупо да зборам, зашто знаеш на стандард муабет да не беше коленото Реал Мадрид. И сега кога го зборам муабетов со било кој друг, знаеш треба да ги прашаш тие што играат со мене дека стварно има потенцијал да бидам добар. И мене ми е најкриво животот што мене ми се деси таа повреда во момент кога требаше најмногу да биде. Знаеш, јас си викам уште една година да поминеше, можеби немаше да биде. Ме разбираш, има многу кои што имале спотлайт, како и да се вика тоа моментот баш, и мене баш у тој момент ми се деси и се цел живот јас ке си живеам со What could have been. Мислата што можеше да биде, еве те поправне на англиски. Sorry. Да, не, али ама тоа е да вистина тоа највише боли и тоа највише те јаде, затоа што ја го ја мислел проблем. Знаеш, да си пробал и да не си успел е милион пати полесно, а не си ја добил ни воопшто шансата. Па тоа знаеш, јас се сеќавам, многу беше бедно, знаеш, јас се оперирам, лежам во болница, а фактички беше февруар месец, а во септември се беа квалификациите до 19 години. Тие квалификации ги сонува секој дете што игра, затоа што на тие квалификации најголемите скаути од Европа доаѓаат, бидејќи тогаш игравме со Франција, Англија и уште една екипа. И за малку не влегоа.
И фактички ти у тој момент не само што потпишуваш и професионален договор со првиот тим, веќе те приметуваат и на посериозен пазар, кај што веќе ако те приметат и ако си добар, тогаш веќе добиваш шанса во првиот тим и после 18-та година веќе сигурно правиш трансфер. И играме ние со Азербејџан фактички месец ноември, а јас се оперирам февруар, после 3 месеци. Играме со Азербејџан, победуваме 2-0, доаѓа селекторот, ми дава рука, демек денеска си го запечати своето место, првата постава. И ја тука знаеш дете, готово, паѓаш во несвес. И имав тука 2-3 месеци на пауза. Во тие 2-3 месеци мене ми се интензивираше болката, мора да се оперирам и фактички јас се оперирам и се нели после операција пошто имав со целосна анестезија, се будам, поминува еден ден и ми звони селекторот. У петок да знаеш, од 9 чекаме на собир, они појма нема дека јас се оперирам. Замисли за дете колку е болно во тој момент, а и ми требаше стварно многу време да поменам да можам вака да си правам овеца со тебе без чувство на депресија, ме сваќаше. Сега мене па искрено баш тие моменти ме научиле многу работи. Знаеш да не се откажуваш да си борец и баш тој момент ми направи што и да биде во животот, знам нека има утре. Затоа што тие моменти знаеш си викаш сега што ќе правам, немам школа, се сум фрлел вода, клошар ќе видам, немам денар од джеб, да се убијам, буквално и значи мисли само убиствени, веруј ми. И стварно ми требаше многу време, али 18. 7-25. Значи јас верувам и дека до 22 година не можев да гледам фудбал освен Барселона. Македонска репрезентација никако. Сега што играат сите репрезентација се тие што беа со мене, ме разбираш. 70% со нив сум другар, затоа што бевме генерација, нели? Али последниве 3-4 години ова јутубот кој што работам денеска многу ми помогна. Се пронедов некој нов Стефан пронедов во себе и веќе не ми е мака, ме разбираш. Едноставно дури си викам можеби така требало да биде. Зезната работа. Но посебно затоа што нели пак е нешто што е одземено од тебе без твој инпут, без твоја контрола, нели? Повреда во твојот случај. Многу лошо, знаеш, одиш на лекар, ја ме боли ногава, не очекуваш. Таман дошло моментот прв тем ти даваат значение, главен играци, уврсниците и тоа тие моменти тешко кои ги добиваш што игра фудбал, ме разбираш, почит да добиеш на 16 години, што е многу реткост, ме разбираш. Елиф например сега што игра, Елиф ми е заедно игравме со Елиф. Значи тоа што го направи Елиф, иста генерација бевме. Ја бев капитен на таа генерација и намерно го спомнувам Елиф бидејќи бевме многу добра генерација и преку таква генерација имав стварно доста респект и знаеш, те боли ногата, ама не те боли до тој степен да си кажеш кузнеш, меѓутоа ако играш фудбал, малку те боли, ти е проблем. Одам на докторите, ти вика дечко операција, не се враќа 6 месеци. Рачунај, пред пола сат све било окей, јас се договарам утре дента на тренинг кога сум, знаеш, мора додам да ме чекаат прв тим, знаеш. Таман дошол моментот и денешка операција, како е операција? И лошото беше кај мене што јас оперирав, ајде нема да го спомнуваме докторот, затоа што денес му мислам се најлошо. Затоа што ми рече дека ќе се вратам за 3 месеци. И тоа беше февруар. Ако се вратев ја за 3 месеци негде мај, јас веќе изборев со селекторот, дека како се вратиш мај, имаш време до септември да се подготвиш, пак да влезеш у ритам, можеби нема да бидеш прва постава репрезентација, меѓутоа се враќаш. Ја не се вратив ни за 7 месеци од тие 3. Разбираш, мене почна ногата да ми се полни со вода. Тоа беше, мислиш, докторска грешка беше? Денес имам сериозен проблем. Мислам, денеска баш овие денови веќе пресериозен проблем е, не можам да трчам цело време боли, верувам дека кај да веќе ќе морам повторно да се оперирам. Мене тогаш ми кажаа дека пошто имав проблем со раскавицата. Пошто се што прочитав и пошто се што искусив, секој што има повреда со раскавица без да ја, како се вика тоа, да ти стават нова. Трансплантација на раскавица, така се вика тоа. И мене тогаш ми понудија само во Австрија, меѓутоа операцијата беше над 4-5 илјади евра, моите не се финансиски јаки луѓе. И од тој момент помина и 5-6 месеци, требаше да одлучам дали ќе се задолжувам пари, меѓутоа и пак операција, пак 6 месеци нови, немаше веќе сврха, знаеш, и се разочарав тотално. Едноставно реков тоа е, животот предпоставам ќе ми даде нешто друго. Така испадна тогаш. Али пак ќе ти кажам, од оваа гледна точка, дури на еден начин среќен сум, меѓутоа, ако може да се врати тоа што сум го имал, ја би тргнал све што имам сега. Искрено. Се што направив овие 3-4 години и финансиски и тек што мене ми предстои со работа што ја работам, све би вратил и би играл фудбал заради тоа што знаеш кога од дете ти си играл видео игри, тој момент што ти го дава тоа што го сакаш, знаеш, не ми е било битно никакви копачки, ни дали девојка ќе фатам ја до 18 година диско не бев, пиво се не бев напијано и не е ова преувеличување, стварно беше така.
Ја бев најсреќен на цел свет, стануваш са бајле, гостување, одиш до, не знам, Струмица, Гевгелија. Најсреќен сум бил. Дента кога заиграв за репрезентација прв пат, знаеш, ја пееш химната, тоа се патриотски чувства што многу ретко кој од нас може да ги доживееме, разбираш. И затоа да ја кажувам, значи све би трнал, и YouTube и кариера, се што само да се врати да се деси пак. Пасија. Љубов, знаеш, не знам, детска љубов, сон пред се. Не сам малце 10 години на нешто да посветиш. Мене од тогаш па натаму, мислам, ја што го работам, го сакам. Не викам не, меѓутоа, ако нема пари, нема да го работам. Ме разбираш? А ја бев тогаш спремен да играм фудбал и без пари. Разбираш разликата? Тоа ја го имам истото. Секој од нас нешто што посакувал, точно знае сега. И секогаш го бркаш тоа исто чувство, ама не е тоа. Не можеш да го пронајдеш пак. Нешто, не знам, има деца кои што се уште играат фудбал, например, се од таа гледна точка ги гледам. Играат по втора лига, тешко име, знаеш, си викам, види ги сега они па на 25 години, немаат иднина како што имам јас. Знаеш, пошто јас се пронедов во нешто друго, знаеш, еве, факултет запишав, се школувам, со самата моја работа, бидејќи сакам да се информирам и за некои други теми надвор од шоу бизнисот и естрадата. На крајот денот запознаваш нови луѓе кои што ти, нели, перспектива со нив. Има дечки кои што беа стварно многу добри во тие години, што се уште играат, ама, знаеш, фудбалот во Македонија е малце зезната работа. Ако не излезеш надвор, си наебал. Зезнато. Ти би излегол, што мислиш? 100%. Да. Пак ќе ти кажам, многу ми е лошо да зборам на оваа тема, да се фалам сам себе си, али со тоа како движев и, знаеш како на 16 години играв со 30 годишни луѓе и бев еден од најдобрите, ме разбираш. Сега тоа можеби нема да бидеш ти Реал Мадрид, али еден Азербејџан да заиграш во животот, што знаеш за нас е многу смешно кога ќе каже некој Казахстан, Азербејџан, Русија втора лига, брат, по 5000 евра плати, 10.000 евра плати зимаат, ме разбираш. Саудитска Арабија, има сериозни лиги во кои што стварно може да се успее. Сега не можеш да знаеш што е фудбалот, и викам, можеби да не се поредев за една година, немаше да биде кој што треба. Може ќе ги изиграв тие квалификации, ќе 5-0 ќе не тепаа сите, Стефан ќе беше најслаб и ќе завршише све. Има многу такви врстници што игра и завршија така, ме разбираш. Ама немаше да те јаде она што можеш да се деси. Тоа немаше, ме разбираш. Тоа е најлошо. И затоа уствари, нели, сите зборат као на крај на животот, не се кажеш за работи што си ги направил и си сгрешил, туку се кажеш за работи што не си ги направил. Да, затоа денеска сум со мотото што сака нека биде. Се свегаш? Затоа некојаш можеби си се каам некои работи што ги правам пребрзо, со некои луѓе што се карам јавно, некои драми што ги испонаправив. Меѓутоа баш, знаеш, и во мојава работа има такви моменти, си изработил материјал, си направил све и точно знаеш дека ако го објавиш нешто нема да биде во ред. Си на тој момент дали, пошто ја правам на пример работи во Македонија, луѓе што не ги прават од стил на, не знам, коментирам други луѓе, споделувам мислење за други луѓе. Кога споделуваш мислење во Македонија за други луѓе, можеш да најдеш на зид, глава од зид, ме разбираш. Ја од тие моменти одинам со глава од зид. Еве изминатиот период овие што ги правам истражувањава за емисија, нема да и преме реклама денес. Знаеш, пак си викам, ако не го објавам, што ќе биде ако го објавам? И баш од, не знам, можеби во глава ми има влезено од тогаш, што сака нека биде па на крајот денот. Тој су. Okay. Да те вратам пак назад таму кај што ти беше најтешко, зашто мислам дека многу луѓе се нашли во таква ситуација. Од кога свативе дека ова тоа е крај, тој период на депресија, колку време те држаш онака као и што ти извлече од таму? Јас имав 3-4 месеци, се сеќавам, даже јадеме со моите, не знам, независно што ќе јадеме, и си правиме муабет и се наоѓам во ситуација како јадам и вака како ја држам вилушката, знаеш, и заборавам да јадам. И почнам да мислам и тоа поминуваат 40 секунди од тој момент, рачунај 40 секунди вако си. И ти викам, агаде си што ти е, знаеш, влегов во една многу сериозна депресија тој период. Многу тешко, знаеш, проблемот од тие моменти е што не можеш да го најдеш излезот у мозокот. Знаеш, кога ти викаат, абе, у тој момент сите ќе ти кажат, ќе издржиш, јак дечко си, секој е лошо за нешто добро, меѓутоа ти у тој момент си викаш, што може да е добро од тоа, што ќе правам ја у мојот живот, знаеш. Меѓутоа па, јас сум рако хороскоп, многу емотивен човек сум, у принцип, и ги доживам поинаку работите, и кога нешто ми се случува лошо, не сум човек што ќе се затвори во проблемот, под кебето и нема да го бара излезот, туку сум човек кој што сакам да најдам мотивација у тој момент. Затоа и многу песни што ги направив период ми се на таа тема, овие 2-3 години.
И се сеќавам многу гледав мотивацијски филмови, многу гледав мотивацијски не подкасти, туку читав мотивацијски оние како се викаат пораки, поима немам. Секојдневно слушав мотивацијски песни. Например, не знам, почнав да одам во теретана. Се сеќавам тој период дека мајка ми, например, ја имав клемпави уши. И тоа ми беше своевидно еден комплекс. И знаеш, во тој момент ти се поклапа све и не сум се замарал порано толку, но во тој момент све ти доаѓа. Едноставно се мразиш дури себе си. До тој степен депресијата те тера да мислиш дека си глуп, грд, никој не те сака, ме разбираш? Тоа затоа што ствари ти вредност и влечел тоа дека си фудбалер јак и го губиш тоа и после немаш никаква вредност како човек. Точно. И во тој момент беше и матура, се сеќавам, јас сите пари што ги собрав за матура си ги давав за операција на уши. Значи отидов на мајка ми и кажав, не си ти, например 18 години имам, вишем не ќе ми даеш, мајка ко мајка сака ти да се оперираш. И тогаш си ги среди в ушите, например, и многу добив на самодоверба зборам од изглед. Почнав кошта да 400 евра тогаш дав. Не е многу. Да. Не. Вредеше да. Види искрено за инвестиција. Знаеш како од страна кога некој ќе каже клемпави уши, смешно делува. Меѓутоа верувај, сигурен сум дека многу луѓе што ќе не гледаат денес како што имаат таков проблем, многу добро знаат што значи тој комплекс. Значи мене ми се дешало ќе седнеш со девојче, вака ја гледаш, знаеш? Озбилно ти кажам, вака е смешно, ама многу е проблем бидејќи, знаеш, немаш само доверба во друштвото, секогаш се чувствуваш не знам. Табе си ти имаме некој комплекс и 400 евра за да добиеш само доверба е воопшто. Што се 400 евра? Искрено ти кажам, од тој момент ми решија живот. Буквално, знаеш, почнав да се дружам, почнав да ме приметуваат девојчиња. Тоа увек ние увек највеќе си правиме комплекс, други не ни приметуваат, точно, ама пак за благе везе нема. Ама знаеш кој е пристапот кон животот, тоа е самодовербата која што денеска имам, многу е битен изгледот, знаеш. Да. Како те приметуваат луѓето, веќе ти кажам, бе интересна работа на нова година, 14-15 години имав. Славевме со собрани 7-8 другари, 7-8 другарки. Знаеш, филмот секој со секој да има, да си заврши вечерта, да има филм. И вечерта завршив сам, легнат на 3 столчиња, си ги наредив, затоа што станот, знаеш, неколку соби и сите сега си имаат исповлезено по соби. Некој две кјарил. Некој две кјарил, да. Си легнал на страна. Имаше стварно момент, влагам и ги гледам и сега, знаеш, може да влезам. Буквално, брат. И денес ја памтам, гледаш, ми оставила сериозно многу болка е тоа, знаеш, вака дело многу смешно тоа аспект, ама од тој момент е нова година и ти остануваш сам. Клемпави уши. Види ги бе мамата нивна, знаеш. Овие со прави уши си да ги кари. Леле бе, фатија. И легнав така на 3 столчиња, си замижа, викам, тоа е моето во животот. И само се сеќавам, тоа што ми беше најдобар другар Гојко, ќе го спомнам, дое само ме поголи по глава, брат, добар ли си? Викам, добар сум, тоа е. Ај, вика, ќе биде. Знаеш, тоа е вака смешно. Ама тоа се трагови од дете, знаеш, ти оставаат некои трагови комплекси, сега многу сум среќен што тие комплекси никогаш не ми прерасна у фрустрации, знаеш, има многу луѓе кои што комплексите у фрустрации и после тоа мразат све. Знаеш, да седиш си викаш, види, овој поубав од мене, он има девојка, ја немам. И кога ги средив тие уши ми беше поентава, знаеш, што тек на време излегов од таа депресија од фудбалот, бидејќи почнав да запознам нови луѓе, почнав од теретана, малку ставив на мускул. И почнав да се пронаоѓам во тој свет, знаеш, теретана, луѓе, потоа ја запознав и Марта, која што сум и ден денес. Кога ја запознав? Значи 6 години, 6,5 години сме. Значи релативно брзо после тоа. Ке ме утепа, не знам која година, 2018. Да, одма. Значи јас у јули се оперирав, септември некаде веќе ја запознав Марта, меѓутоа тие 2 месеци мене ми беа како 10 години. Разбираш? Затоа што за дете кој што играло фудбал, кој што никогаш ни од диско не било, не запознавал. Ај ќе кажам, со 2 девојчиња сум, како се ката, се мувал. Буквално искрено ти кажам, знаеш, за дечко до 18 години така било. И од тие 2-3 месеци, знаеш, одиш Охрид, веќе те запознаваат, те препознаваат, те запознаваат нови луѓе, што знам, интересен период. И вајда тоа многу ми помогна од тој период малку да подизлезам од таа депресија од фудбалот и да почнам да сакам некои други работи. Па се вработив во теретана, работев краток период како фитнес тренер. И после една година се случи чудното видео кое што ми даде кариера. Да. Тогаш влезе во, може тамо влеземе се во телевизија. Да. Епа буквално пред YouTube Стефан беше во телевизија. Во телевизија. Епа тој период фактички таа година со Марта, дали беше година или 2, сега не ме фаќа за збор. Значи ја работев како фитнес тренер, па потоа се разочарав. Не, едноставно не беше тоа за мене, не ми исполнуваше. Бевме во Охрид, се сеќавам 5-6 луѓе. Охрид како Охрид, факт ап поминување 5-6 дена, сите можни концерти, ние се враќаме после 2 дена и фактички во тој момент се уште немам ни школа, немам виднина, ништо немам, не знам како да се наречам.
Неќам да се наречам клошар, бидејќи клошар за мене е човек кој што никогаш не сака да се потруди да направи нешто. Едноставно ми се изгуби амбицијата и се таа амбиција да најдеш нова амбиција малце тешко животот. Меѓутоа седевме тој ден и овој Сергеј Варошлија, кој што многу го почитувам и ден денеска и сум многу благодарен и на него и на Бојан Јовановски, Боки 13, негова беше телевизијата кој што ми дадоа шанса. Седиме дома и тој период беше многу актуелно. Тој правеше емисија Студио Мода му се викаше и коментираше девојки, нивни изглед, ама го коментираше тоа многу смешно, многу интересно. Имаше некои изрази таму хоп-хоп, не знам. А ја тие денови дорбе во Охрид, он има отворено студио во Охрид и ја го гледав пред мене. И сега, првиот впечаток за Сергеј, знаеш, оно глупото малцко размислам, ја бе види го Петров. Знаеш? И сега дојав дома и сега сите такви, ајбе ние, знаеш, сега ќе види он. И ја ден денес како што сум, ја никогаш не сакам да има онаа злонамера, знаеш, сакам да се зезаме на крајот денот, зашто да биде лошо. Запалив камера, јас го искоментирав него и тоа не се договоривме ние дека ќе го објавиме, туку снимаше на некој другар лайв. Заебанција на Инстаграм, тоа што не гледа 10 души, имав 500 followers, немаше се уште медиумски, нели да те знаат. Меѓутоа Среќа Марта го снимаше на телефон, да го имаме како видео. И сега во тој лайв, тие 10 души што го гледаа цело, 10 минути траеше тоа. Кога почна ми пишуваат да ми се уватија. Брат, не си нормален, знаеш ли што направи бе луѓе? Стави го ова, бе, кај да го ставам страмата, викам ќе ме заебаваат луѓе, дали си. Стави го. И ја ни 2 ни 3 како што сум ју денес. Еве, ако не го објавив, дали ќе бев ова денес? Ме разбираш кој моментот фудбалот? Што ќе беше ако не беше? Ево ситуацијава, знаеме што е, пошто го објавив. Кај го објавив? На Facebook. Значи тоа не го објавив јас, го објави другар ми Дени, а ме тагна мене, ме разбираш? И таа објава имаше 100.000 прегледи за еден ден. На Facebook тоа е многу. Значи на Facebook плюс има публика, не публикава една возрастна публика, медиуми привлекува. Леле, викам, боже сачи, мајка ми сава. Прв пат на нашето семејство некој медиумски го приметиле, знаеш? И сега од првиот момент за секој е што направив, знаеш, леле, сега сите ме знаат. Во принцип, боже сачи, секој чудо за 2 дена. Ама таж неискусен си кај филмови се дешаваат. И следниот ден, зашто ги почитувам многу Боки и Сергеј, точно знаат што е шоу бизнес, ме разбираш, точно знаат у која ситуација како да постапат за да се деси тој, не знам, да се деси тоа медиумско внимание, сите да зборат за тоа, така расте рейтингот на телевизијата и на емисијата, меѓутоа така добиваме и ние како ликови, ме разбираш. Тој ден денес многу луѓе у Македонија не може да го разберат. И он направи емисија, он ме коментираше мене и Дени. И за Дени ефте го исхета. А мене дури убави зборови каже единствено дека веќите сум си ги следил и сомнително било дали сум геј или стрейт. И многу беше смешно. И таму вика, ајде да те видам ако си маж, дојди кај мене во емисија на дуел. Леле, бра. Е, у тој момент дома, знаеш, пак 5 души седиме, знаеш, аеродромското, малското, над селјачкото, сега ќе види ја него, ќе му ова, ќе му она, да не пцујам сега. И мајка ми пак ми звони, ке ни ја брукаш фамилијата, комшиите. Мајко, шо ти на тебе, татко ми разчуне. И ми вика, мидам, што сака нека биде. Трниот аспект има луѓе што се појавуваат на телевизија, има трема после 10-то појавување. А јас одам во живо да се карам и при тоа знам дека ќе гледа цела Македонија. Значи, кој притисок го имам. Идам ја у телевизијава и да Боки 13 го знаем и ти кој што си чул за него. И јас сум чул толку. И ме ка чува ту канцеларија од него и сега го гледаш чудно смешно ти, знаеш, Боки, не знам кој дете сум го гледа по телевизија. Седи. Тако беше малце со интересен став, некој авторитет и сега седнувам јас. Сега викам, сега бе, дов да се карам, шо дов да правам, знаеш, убунило си брат, не знаеш што се дешава. И од тој момент као ми вика, топ изгледаш, ја од тебе гледам иднина. И ја викам, дојдов за да гостувам во емисија, што треба да правам? Покажи се па ќе видиш. Толку брат. Значи не уште поише притисок, викам, шо правам? А знаеш, од тој момент имав реално многу малку време додека да почне емисијата да одлучам дали ќе се искурчам, дали сега ќе бидам, сега ќе видите вие, или едноставно ќе пробам да направам нешто за себе и ќе ме примат у таа телевизија, потоа ќе пробам да направам кариера, знаеш, дојде прв пат после фудбалот ми дојде момент да еве опција за нешто што ќе правам во животот, знаеш. Исто и Сергеј, ден денес сум благодарен, он ме седна пред емисијата, си направивме многу убав муабет, ми објасни дека ова е шоу бизнес, дека никако не смеам лично да го сватам, само така ќе јаме ќар двајцата, знаеш, она го сакаш у тој момент да ме понижи. Човекот е колку време 30 години на јавниот свет у Македонија на сцената. Ќе ме понижеше за пола сат, за 5 минути кој пола сат. И испадна и интересно е што емисијата трае, ева камерата на пример и главата на Боки до камерата. Он се еше до камерата. И на секое мое не знам, зборење на
не знам, коментиравме девојки од тој стил, ми викаше глуп. Тоа е што збориш. Знаеш, пробаа да ми го отргне вниманието и ама ја се покажав супер. Појма немам. Ете, дали талент некој, предпоставам дека нели сега луѓето нека кажат да не се фалам. Јас меѓу тој денешниот успех покажува дека сум роден за ова. Дојде ми кажа деме топси дете ќе те бараме. Ми се јавија, почнавме со ексклузив. Единствено за кое што ми е стварно многу криво е што многу малку траеше таа приказна. Сите знаеме како заврши. И сега пази го збориме мојот живот како што ми го снема фудбалов, така доаѓам лето беше јули месец 15 мислам дека беше. 18 ми не ми е роден ден, затоа го памтам датумот. Седим во еден ТВ, читаме на канал 5 објавија тогаш прв пат Боки 13 приведен. Шок. А ние се спремаме лето одмараме као тие денови за новата сезона. Третиот ден, тоест после 3 дена славам роден ден. Не ми се слави, не ми се... Знаеш, јас со Боки пријател станав у таа година, тоа мене ми стана пријатели, знаеш, колку и некој да ги поддржува или да не ги поддржува, јас секогаш за нив ќе имам убаво мислење и ден денеска и секогаш сум тука за нив, знаеш. Удар е тоа, другар ти, пријателот или кој да е, го привеле у затвор, не можеш да го чуеш. Што се деси? И пак се затвори еден ТВ, пак 3-4 месеци без работа и така, некој чуден период. Али после тоа, например, едно утро седам дома, чуден телефонски повик ми звонат од Алфа телевизија. Сега со нив што се карам. Додуше не се карам, со Алфа се карам со срце на дланка. Ми звонат, ме повикаа за утринска емисија. И знаеш, пак у тој момент ти нудат плата луѓето, мене не ми се работи утринска, бидејќи знаеш, општествено политички теми се. У тој момент не ми интересира, сега веќе некако почиња да ме интересираат. Ама морав да прифатам, бидејќи јас знаеш, човек сум што никогаш нема да дозволам да сум на грб на моите. Што и да правам, јас сметам дека не знам, треба да работиме, треба да се подобруваме, па нашто ќе си дае. Добро. И потоа седеш во Алфа, колку време работиш таму? Значи, у Алфа работев година дена. Утринска телевизија? Утринска емисија, значи правевме во таа телевизија и како водител? Да, водител. Многу беше, знаеш, 6,5 станување. Знаеш, дете, тоаш ми 22 години. Брат, 4,38 ми беше алармот, ден денес цел живот ќе опамтам тој 4,38. Рачунај ја, другарите излегле пијани, ми се дешаваш, искрено ти кажам. Значи, јас влагам у емисија 6,5. Ја до 6:45 ми праќаат другари за гледани седат. И ме пуштаат на Алфа. Ама не знам, например, многу смешно, знаеш. Ама па таа година толку многу ме научи заради тоа што самиот тој концепт општествено политички си носи одговорност, знаеш, не можеш да тропаш глупости на шоу бизнес теми, некојаш и глупост да тропнеш, ќе се насмееме, трачки испадне ќе помине, меѓутоа не можеш да кажеш некоја лага за некоја ситуација која што се десила. Плюс ја во тој момент се погоди короната. Значи ние секојдневно објавувавме колку има мртви луѓе, колку има заразени луѓе, колку има многу негативна енергија. Ја не сум таков човек, ме разбираш? Едноставно јас сакам позитива да имам, сакам ме интересираат тие работи. И после 5-6 месеци ја им го понудив карпул караокето. Најдов и спонзори, најдов и се, меѓутоа од нивна страна не добив позитивен одговор. Како наоѓаш спонзори за емисија? Па се јавуваш на спонзорите, еве ти предлог да си најдеш за ова. Ке се јавиш до спонзорите, ке им го објасниш концептот, секојаш во прилог ти доаѓа ако си гледан. Телевизијата, како телевизија, нели си има рейтинг, им го даваш колку си гледан и ако им се допадне концептот, им наоѓаш начин како ќе ги рекламираш. Јас така и ден денес функционирам. И знаеш што е најголемата грешка кај нас во Македонија? Сите чекаат за да некој им се јави, а не се јавуваат они. Знаеш, кај нас го има оној менталитет на сака да бидат звезди ако добијат некои бројки. А напротив, Македонија е многу мала земја и мораме ние како, не знам, ајде уметници или ние тие креатори, ајде ќе се наречам најдобро, креатори, не треба никогаш да се замислуваме дека сме некој нешто, бидејќи токму тие луѓе менаџерите во фирмите со кои што треба да соработуваме, треба да бидеме на исто ниво. Ниту тие не смеат да не сметаат нас за, не знам, подале од нив или да не потценуваат, ниту па ние нив. И јас за тој ден денес ми оди, за тој ден денес имам успешни соработи кои што траат неколку години, затоа што секогаш споделувам со нив, никогаш не сакам да се однесувам као са јас сум популарен, многу луѓе ме знаат, тоа е најголемата грешка кај нас. Според мене сметам дека во Македонија тој момент на менаџери исто не поминува, затоа и многу малку пејачи се звезди, ме разбираш.
кај нас, на пример, ретко кој има толку голем успех за да биде недостижен, разбираш? Јас од првиот момент мене кој да ми се јави, која фирма и да ме побара, јас и ден денеска се уште комуницирам со нив, јас давам идеи како да се снимаат. Некогаш ако треба ќе спушти си цена за да изиграш паметно, за да ти остана со работката, да бидат задоволни. И ден денеска на пример со фирмите кои што се работам, ја ги прашам кој е вашиот буџет? Колку пари вие ќе направите од тоа што јас ќе ви изрекламирам? Се ти ако ми кажеш дека ќе направиш 100 евра, како јас тебе ти побарам 500? Ама ако ми кажеш дека ќе направиш 10.000 евра, нема ти побарам 500. Ме разбираш кој е мојавето? Ти се ден денеска само што си бирам со кој се работувам. И што зборевме за Алфа, не ми прифатија. Тогаш поминуваат уште неколку месеци и беа избори. И кога дојде изборите, они сакаа да ме направат теренски новинар, на терен. И сакаа да зборам за политика. И тука више ми доја. Не можев. Сега имаше и некој политички притисок за кој што дефинитивно не би сакал да зборувам, нема потреба. Ми дојде скурца баш. Кој што вика модернизам и ренесанса. Е скурца тоа. Не знам дали го знаеш. Не. Треба да почнеш да ги пратиш Инстаграм живо. И брат, многу ме понесе, ќе поздравам Јогнен Здравковски. Он беше на Звезда Гранда. Одличен пејач. Седевме во еден кафичу со Скопје. И ми вика, брат, шо преш во Алфа телевизија? Деме, некако лоша телевизија туку. Шо преш на утринска? Зашто е, брат? Шо? Брат, кој гледа утринска од нашата возраст, знаеш, со само друг таргет има, тие се изгуби меѓу нас. Ја додека бе во еден ТВ, знаеш, пак си актуелен меѓу младиве, те гледат, ексклузив го водев. И толку ме удри тоа во глава, се викам, зашто да не пробам? И се сеќам тогаш, знаеш, давам отказ, немам други прилими. Многу машки потек, знаеш, единствено многу сум благодарен што тогаш кога се видов со моите, јас, знаеш, ми дадоа многу подршка од типот на ние пари немаме да ти даеме, нели, колку имаме, толку имаме, се што имаме за тебе. Меѓутоа многу ми значеше моментот што не ми рекоа сине ај батали остави телевизија, туку ми рекоа ако ти мислиш дека тоа е добро, тере. Значи ние сме тука тебе да те поддржиме и газ, едноставно нема стоп. И се сеќавам Diners картичка имам, немав пари да си купам камера, нели? Едноставно таква беше ситуацијата, си купив GoPro 5-16.000 ми беше и си го исплаќав на рати после тоа. Буквално така почнав и мене ми тргна од првиот ден на YouTube. Значи ја направив 15.000 сабскрајбери за еден месец. Тоа во Македонија го нема постигнато се уште, никој не верувам дека не ќе го постигне. Зборам од креатор, не зборам за креатор што зборува на македонски. И знаеш, едно по друго и еве толку време помина, знаеш, 3 години, скоро 3 години. Сметам дека стварно многу добро ми оди и знаеш, јас го фаќам моментот на транзиција во YouTube во Македонија, бидејќи јас се појавив кога се уште GP Стефанатор беа многу актуелни. И самото тоа нивно влијание врз децата правеше возрастните фирмите да сметат дека YouTube е платформа за деца, ме разбираш? И се уште има многу тешко да сватат дека сепак YouTube доаѓа како една телевизија. Е сега ме радува што јас го издржав таа една година, нели GP се откажа, Стефан се повлече, Ритко го нема, некако YouTube умре, знаеш. Меѓутоа јас од баш од тој момент уште повеќе стиснав на ставив пета и тоа е, идам до крај. И сега гледаме се појаваш ти, Бомбаки снима, Мандар снима, Томски снима. Ние сите сме луѓе над 20 и нешто години, знаеш. И многу ме радува што конечно веќе се сваќа нашава платформа, YouTube платформата, дека сепак е место каде што можеме да направиме многу работи и да пласираме сериозно добар контент. А преку тоа што се појавуваме ние, верувам дека самите фирми веќе ќе разберат конечно дека тој рич на телевизија што ни го добиваат е нереален. Знаеш, они си билдаат некои бројки од 300-400.000 гледаност на ден. 300-400.000 гледаност на ден ќе збори цела држава што се десило со Нејджла од серијата што ја пуштаат вечерта, ме разбираш? А знаеш, поентата од телевизиите ќе пуштиш ти телевизор, сад ти младци, јас се уште живеам со моите, Канал 5, Сител или не знам, ми стои упалено. Ниф и тој ме рич, ме разбираш? Меѓутоа 100.000 прегледи на YouTube, например, се многу порелевантни од тие 300.000 рич на телевизија. Е сега се менуваат и структурите во фирмите, веќе доаѓаат млади менаџери. Токму тие млади менаџери сметам дека веќе ќе сватат поентата. Инстаграмот, например, денеска гази. До пред 4 години постоеше на Инстаграм само Лила. Ме разбираш? Сега веќе постојат 40 македонски инфлуенсери кои што реално заработуваат и живеат од тоа. Така да сметам дека на YouTube е потешко. Инстаграм е стори ќе ставам, се е супер, рилс ќе снимам, ќе го измонтирам. Ова треба да се смисли концепт. Меѓутоа баш ова ќе не направи поразлични, ме разбираш, и на ваков начин ќе можеш да заработиш поише. Ги знаеш бројките што ги спомна, например, ако сака некој да се рекламира на телевизија, колку наплаќа? Многу.
Епи тоа е убаво што ме прашам, на пример, илјадници евра станува збор, ме разбираш? За што? За 30 секунди реклама, за колку пати те пушти? Бе си имаат они на месечно ниво и сега од дента те пуштаат 4-5-6 пати. Они си прават некоја реклама фирмата, си ја пласираат и нив им е многу поедноставно, ме разбираш, отколку сега да зборуваат со Иван или со Стефани секојдневно да се слушаат, ај сега стај ова, ај сега стај ова. Меѓутоа, знаеш како е, самите фирми ќе почнат да разбираат, сега на Стефан ќе му дадат 500 евра, ќе заработат пута 3 од рекламата што дале на телевизија, а на телевизија дале 5000 евра. Ме разбираш? Сега ние тие пари никогаш нема да ги правиме, знаеш зашто? Заради тоа што многу инфлуенсери во Македонија работат погрешно. Ја работат по принцип на компензација. Ја работат по принцип да молат. А не е тоа, не сме да биде така. Ти ако си фирма и мене ми се јавиш, тоа не е преценување. Јас заработам од тоа, мене ми е работа, исто како што тебе ти е работа. Еве сега ти имаш апартмани у независно некое место, така. И ми саваш, ми викаш Стефан, еве ти дојди без пари со девојка ти помини си викенд и стајме. Ја треба се продавам за 2500 денари. Е тоа го прават се уште некои инфлуенсери. Ме разбираш, и сега кога ќе се вадна Стефан и кога ќе им каже 500 евра, си кажа, чекај малце, знаеш, ама ја ќе добијам ја тоа. Проблемот е до нас. А верувам ми дека фирмите ќе ги дадат парите, бидејќи реалноста е таа дека инфлуенсерите им носат пари. Ќе спомнам Мија, на пример, Мија работи феноменално, ме разбираш. И точно со неја сум го правил многу пати овој муабет. И жал ми е што се уште, меѓутоа баш и го спомнам ова, жал ми е што се уште многу инфлуенсери не разбираат и не си ја ценат својата мок. Не збора мок на курчење, туку мок на тоа да споделиш информација, а народот тоа да го види. Разбираш? Јас имам по 20 и нешто илјади views на стори секој ден. Тоа се 20 и нешто илјади луѓе на кои што може да пренесат на 20 и нешто, а рачуне фирма кога ти плати 500 евра на пример, он колку луѓе ти од 20 треба му донесе за да биде ќар. Ме разбираш? Се ова го имам анализирано, меѓутоа се додека ние како инфлуенсери или јавни личности не си се цениме себе си, не може Стефан да бара 1000 евра, ти да бараш 20 евра и Стефан да ги земе ти 1000 евра, ме разбираш? А разликата не е, јас 2,5 милиони фоловерса ти 10.000, туку разликата е 50-30. И сега ти како фирма ќе си кажеш, брат, дај бе, ќе ги дам 20 евра, ќе добијам помалку, ама ќе добијам нешто. Разбираш? Сега, например, по моје искуство овие 2 години, например, сериозни фирми, што не им е битен ќарот у рекламата, туку им е битен квалитетот, ќе ги платат парите и ќе си го добијат квалитетот. Ја инвестирав и во камера, инвестирав и во бубици, и во светла. Јас кога ќе платат доволно, доаѓам со екипа, ме разбираш, така работа. Се зависно колку сака да плати, меѓутоа ќе треба да работиме се уште на тој случај, ќе се подобрува. Значи проблемот е што ствари се потценуваат повеќето инфлуенсери тука и знаеш зашто? Секој од нас во Македонија, мислам ретко кој има поддршка многу јака финансиска од дома да може да си го работи овој да го боли ова, ме разбираш, или сайт џоп ако ти биде, па тогаш меѓутоа има инфлуенсери кои што само тоа име, така почнав и јас. И сега замисли немаш денар у џеп и некој ти се и ти вика за 200 евра. А ти не сакаш да ги земеш тие 200 евра. Јас токму тоа го правев. Мене ми се јавува на почетокот фирми, не знам, ајде нема да спомнам фирми, сериозни фирми. И кога ти се јави таква фирма од таков ранг, си викаш, леле, тоа е моментот, вау, ќе ми дадат многу пари, и ти вика 200 евра. И си така од дома вика, знаеш, мораш да го издржиш тој момент, затоа што ако сега си ги одбил за 200, следната година ќе бидеш многу поуспешен, но ќе ти понудат 400, ми тогаш ќе ги одбијам. Тие 800 евра што ги наплаќам од другите, ќе ги земам третиот пат. Ме разбираш? А ако ти еднаш ка земеш 100-200 евра од фирма, после тоа не можеш да им земеш ти на нив 1000 евра. Едноставно си се продал за таа цена. После не можеш да им дигнеш ти 100%. Разбираш? Поентата е да се силни, да издржат у даден момент, да одбијат некоја соработка, за после тоа да може да наплатат. Така се билда пазар, така се ствара пазар, ме разбираш? Ти ако се продаваш за 50 евра, јас ако фирма утре нема да ти дам, ако ќе ти севам, ќе те прашам колку, ќе ми кажеш 400, чекаме моци, или 50 евра беше сега. Дете што ти монтира се емисија, му даваш 200 евра и утре ти себе ти каже, брате, од денес 600. Ќе му ги даеш? Нема му ги даеш. Ама ако му звониш прв пат ти дае убава сума, ти можеби ќе го одбиеш. Ама ако е доволно квалитетен, кога ќе имаш пари, ќе му се јавиш. Разбираш? И реално ќе добиеш за тие пари. Не верувам дека секој размислува на ваков начин и е спремен да ги издржи тие притисоци. Ја и денеска, например, ми се јавуваат фирми и веќе сум многу повеќе од тие 200 евра ми ги нудат, па ги одбивам. Затоа што сум си поставил цена. Ако сакаш да работиш со мене, ќе платиш колку што барам. Ако не здрави живи сега, има избор. Тоа е тоа. Добро, тоа е исто правило, мислам, тоа е бизнис, во бизнисите тоа правило работи така. Тие што бараат најниска цена, ствари највише работа ги отвараат на крај. А тие што се спремни највише да платат, најмалку работа имаш за нив. Многу пати имам зборено, знаеш, ме за јутуберите и без инфлуенсери,
од страна делува како инфлуенсерство, човек тоа е бизнис. Се е ова бизнис. Знаеш, не го разбираат така, не влегуваат, затоа не заработуваат. Значи од првиот ден знаем дека ќе правам пари. И знаем дека ќе заработам и ќе живеам од тоа. Јас втората година купив стан. Разбираш? Дај Боже годинава ќе се реализираат и други работи. Меѓутоа, јас од првиот ден знам дека вредам. И тоа не е курчење. Значи, еве се ти си направил фирма, супер ти оди, продаваш патики, не е битно, доаѓа некој ти купи патики, ти знаеш дека се 10.000, му ги даш за 100 денари. Исто е. И са некој ќе каже, аве, ти си инфлуенсер, ти се кучиш. Не е точно, ова е бизнис. Ти си фирма, сакаш да добиеш реклама, значи бараш услуга. Таа услуга има цена. Не ти се свиѓа цената, си одиш, така. Што треба се да влеземе, на пример, у Dolce Gabbana и да го видиш ти јак на 2000 евра, треба да тепаш таа што работи, зашто да ги продавате вие две? Толку е. Сакаш или не кеш, ме разбираш? Само така се гради цена. Сега мислам дека сме искрено веќе на добар пат. Гледам и како функционираат самите менаџери во фирмите, дека полека вреднуваат и не вреднуваат како инфлуенсери, и тој поим инфлуенсерство веќе добива на значение. Меѓутоа, ова повозрастнава генерација над 40 се уште тешко име тоа да го разбере, бидејќи са некој Стефан ја вади платата со една објава нивна, ме разбираш? И са вака кога ќе го кажам вака, звучи можеби лошо, меѓутоа реалноста е таа. Е сега тие пари ги преме заради тоа што имаме нешто што некој не може да го направи со години и никогаш можеби, ме разбираш? Таа поддршка што имаме од луѓе, јас сум бескрено благодарен, е најтешко да се направи. Не се купува со пари тоа. Што значи, например, ако сакам ја да дојам да се рекламирам кај тебе, ти што им нудиш? Што е пичот? Види, јас секогаш им нудам креативност, значи идеја пред се. Второ им нудам професионална камера, трето им нудам професионална опрема и четврто им нудам професионална монтажа. Значи јас им нудам, дај ми ги парите и уживај. Разбираш? Многу пати така сме седнале и са, знаеш што ми е многу смешно, работата во фирми, маркетинг, и не ги обвинувам, меѓутоа има 300 работи и са не име до моментот да и сега Стефан што ќе направи. Знаат, ама не знаат. И најчесто е моментот табе многу си креативен, дај бе нешто смисли, знаеш? И ја така им кажам, сакате така, нема проблем. Кажи ми ден, петок. Ја у четврток го праќам видеото. И секогаш си работам на принцип, ако нели ти си ми платил, јас ти го праќам и ти дозволувам да ми кажеш не ми се свиѓа. Ако не ти се свиѓа, ќе го работиме пак. Или сакам ова да го смениме или нешто друго, ме разбираш? Во секоја таа реклама јас на пример си внесувам и сценарија да ми ги видиш рекламите, такви се, не ја правам класично. Микрофонов е супер, купете го. Туку ќе седнам, ќе разговараме, еве сега што ми текну моментов, ми се гаси микрофонов. Го вадиме овој, го ставаме квалитетниот микрофон, купете го. Сваѓаш? Не знам, мојата силна страна е што у многу ситуации ми текнуваат работите, ме разбираш? И што знам, претпоставам дека тоа им се допаѓа и самиот момент дека внесуваш и камера, малце по-професионално изгледа, го монтираш, не е класика само телефон па да ги залепам видеата и гледам дека им се допаѓа. Тоа некако прави некоја разлика. Значи повеќе се фокусираш на квалитетот на контентот наспрема можеби статистиките, колку рич имаш, колку луѓе ќе прегледаат ова, колку ќе се конвертира нешто или така. Ти ако правиш анализи на тој рич, џабе, што ако ги правиш анализи? Јас затоа се фокусирам на квалитетот, тебе квалитетот ќе ти го донесе ричот. Ме разбираш? И са, што ако седнам јас и сега ако кажам чека ова не ми носи, ова вака. Ја кажам, са можеби звучам дека парите цело време ми се битни. Напротив, мене ми е многу битно тоа како изгледа. Ја тој му кажам на фирмите, некој пример ќе ми каже колку пари и сега карикирам 300 евра. А може ли ја 200 ти дадам и сега му кажам, а може ли пола видео да ти го снимам? И знаеш што им кажам, не ви ги зијам парите, затоа што јас имам поставено стандард. Сакам да се водиме по тој стандард. Знаеш, мене тие реклами ми се реклама за себе. Утре ти си фирма, мене тоа ми е портфолио. Ме разбираш? Ќе отвориш, ќе видиш. И сега пак ќе ти кажам, мене ричот, например, на Инстаграм ми е феноменален, а ја Инстаграмот реално го користам само за секојдневни работи што ги објавувам и реклами, а не за забавна содржина. Забавната содржина ја пласирам на YouTube, ме разбираш? Едното со друго, ја фактички ги работам и двете. И претпоставам дека самиот рич мене ми доаѓа од тоа што сум многу актуелен на YouTube. Ме разбираш? И многу пати имам размислувано да го баталам YouTube, да се посветам на Инстаграм, бидејќи си викам, ако ги имам тие 100.000 views на Reels на реклама, што реално не е забавна содржина, не е нешто креативно, луѓето секогаш поише ги гледат работите кои што не се реклами, нели? Викам што ќе правам ако се посветам само на Инстаграм. Меѓутоа, не знам, тие сабскрајбери, тие 100.000 што ги сонуваме од прв ден, додека не ги стигнам, не се давам. После тоа не знам. 100.000 сабскрајбери. Океј.
Спомна нешто, нели, преконо, нели, беа GP Стефанатор, ти дое малце покасно и кога GP, нели, се пензионира, тоа спомнав уште на првата епизода на подкастот, може и после да ми даш мислење ти што мислиш за таа ситуација. Стефанатор, нели, и други јутубери што беа OG, можеби, што пред тоа преконо беше, не ни беше засмислено да ќе правиш пари, тоа баш беше хоби. Ти дое релативно неодамна и многу брзо се крена. Што е разликата помеѓу тебе, например, и другиве што беа веќе? Професионалниот пристап. Секогаш ќе кажам, професионалниот пристап. Јас од првиот ден знаев дека ќе правам пари. А они од првиот ден снима и знаеа дека ќе се забавуваат. Разбираш, ја тој со GP го зборено цело време. Мене е многу криво што он се откажа. Ме разбираш, јас тоа му го зборев. Сите мислат и се уште ми зборат што ќе правиш ти на 40 години, јутубер ли ќе бидеш? Брат, платформа имам. Значи што сакам можам да правам. Ако ми текнало подкаст ќе правам. Еве сега правам истражувачко новинарство и привлеков публика од 50 години. Да го немам јас тој канал или таа платформа, кај ќе пласирам? Еве сега на пример, сметам за прва емисија со Тале дека малце утнав. Ако бев во телевизија поради тоа што сум утал, мислиш дека ќе ми дадат шанса да направам втора? Никад. Ќе ти каже некој уредник, дечко, ајде. Сега, затоа ја направив оваа YouTube платформа и затоа се борам за тоа, затоа што утре не знам што ќе ми излезе. А ние растеме. Нови идеи ти текнуваат, еволуираш, нешто ти станува досадно, нешто ти станува нов предизвик. Разликата со мене и тие деца ќе ги наречам, сега веќе не се деца, меѓутоа ќе им се обраќам како да се во тој период, а јас во овој. Они се забавуваа. Нив им беше интересно колку лајкови ќе имат и колку сабскрајбери и кој ќе биде прв. А јас и на Ритко, например, со кој што се скарав, тоа му го зборев. Не е битно кој е прв во оваа игра. Не е битно дали ти имаш подкаст, ја имам подкаст и дали се копираме. Битно е да работиме. Се додека работиме, се додека има контент, секако ќе идеме напред и ќе заработуваме. Тоа му го зборев и на GP, он ми викаше, брат, не можам, више досадно ми е. Досадно ти станува само кога се забавуваш. Не може досадно ти стане кога правиш пари. Ме разбира се, ти имаш бизнис и го изградил 10 години, прв си одржава, правиш многу пари од тоа и ќе дојдеш ќе ми кажеш досадно ми е. Фирма имаш, не YouTube, ме разбираш? Си изградил некој, не знам, ресторан, проеден си одржава, денес ќе го затворам, досадно ми е. Никој тоа не го прави, разбираш? Ама само ако го гледаш како бизнис, тоа беше разликата. Јас пак ти кажам, да не правам пари од тоа, нема да го работам. Значи ќе избришам све, јас не живеам од популарност. Што ја тоа што ќе се сликаат со мене? Мене многу ми значи тоа, да не ме сфатат погрешно. Меѓутоа мене пари не ми носи сликањето на улица или у диско, брате, знам, влези, ужива или тие привилегии. Јас со тоа не јадам леп, ќе се женам летово, треба да се створи нешто, ме разбираш? Треба утре да донесам дома, треба да си машу куќа на крај денот да ги превземеш некои одговорности. Значи не машу куќа да ме сватите сега кој Андрю Тейт да се правам нешто дека жената е подредена. Али сите тие анализи јас ги правам, знаеш, еве еден Васко Ефтов ќе го спомнам. Човекот има 60 години, 50, не знам колку има. Човекот е енциклопедија. Он прави содржина телевизиска за многу повозрастна публика и сега него треба да го наречеме јутубер. Зашто не е јутубер, а не јутуб? Ние не сме јутубери, ние сме контент креатори. Разбираш? Тоа јутубери било некогаш, си го направиле тој филм децава и така завршило. Значи, ја ќе ти кажам, они се скараа за 2000 евра. За 2000 евра распадна цела сцена, разбираш? Сите јутубери што беа, има YouTube МКД шоу. И тогаш имаше ситуација, не знам, спонзори Фанта им биле, не знам што, зеле околу 2000 евра, не си ги поделиле. Некој зел 200, некој 50, некој 100, драма направи, јас испокара, сите прекина да снимаат. И ја викам, пиздави матер, ке дом, ке ви ги оставам на маса 2000 евра, шо ви е? Значи, си уништувате живот, си уништувате перспектива. И јас со сите тие се слушам ден денес, на сите им е криво. Само сега се возрастни, сега размислуваат со од главата што направиле. На тоа же направија толку голема и фактички го уништија, ја уништи енергијата на јутубот. Знаеш, имаше луѓе во Македонија кои што секојдневно ги чекаа нивните видеа. Како дајте музика сега што се задецава, тоа беа они тогаш за таа генерација. И мене ми беше од овие 2 години многу тешко да го задржам тој момент луѓе да веруваат дека јутубот се уште ти носи. Знаеш, јас со GP сум многу близок и си комуницираме се уште нормално. Он кога се откаже, тоа му го кажав. Единствено што ти замерувам и нефер од твоја страна што ти збориш дека нема пари од јутубот. Како нема пари од јутубот? Од што живееш ти? Од што заработуваш? Од што ја купи таа кола? Ме разбираш? Са, нормално секој очекува да прави не знам колку за успехот. Меѓутоа, во тој момент тој кај се трудевме, јас, он, јуше неколку луѓе да докажеме дека имаме поента, еве сега ти си почнал, мене многу ме радува, нов подкаст, значи се појавуваат нови луѓе, тоа е поентата. Меѓутоа, јас требаше да го издржам тој момент од година и пол, кај што сите се тргна и остана само Стефан. И замисли колку тие сите, таа нивна публика се разочара. И не го гледаше ни Стефан.
Разбираш? И колку му беше тешко на Стефано овие 2 години за да може да сега дојде момент и гледам дека се активирате. И мене тоа многу ме радува, ме разбираш? Меѓутоа јас не можам да нема да го имам размислувањето, чекај се јас морам да бидам прв. Не бе брат, трета емисија си се можеби многу луѓе не те познаваат од моите. Меѓутоа тоа не значи дека јас сум над тебе или ти си над мене, тоа се глупи детски работи, ме разбираш? Ме радува тоа што си почнал, така треба за сите да размислуваме и да си даваме еден на друг рак. Супер е некојаш да си има кошкања, конкуренцијата е здрава, само така напредуваме. Ако си сам сега со подкастов, 3 месеци ќе се досадиш. Ама ако го има Стефано среда, тебе петок, мандару, недела, луѓе ќе гледаат. Веруе ми, ако ќе ги има оние коментари, еј, мандаре, боле од тебе или ти копираш или ти си ваков, ама ќе гледаат. А јас бев во ситуација кај што луѓето веќе не гледаа. Разбираш? А пак ги држев тие 3-40 преди на видео што Македонија се стварно големи бројки. Меѓутоа сега поентава според мене како што Инстаграмот е живнат и сите се цело време на Инстаграм, сега треба ние што креираме на YouTube да се потрудиме да им дадеме повторно верба на луѓето и да веруваат дека YouTube е вистинската работа. Стефан за председател. На YouTube заедница или на општината држава? Може на држава. Душа секако немаме председател, така да. Значи ти беше свесен дека Чипи ќе се пензионира? Не. Тотално ти кога искочи он видеото Брат, ние правиме рекорди 0 до 102 песни, не знам дали не ги знаеш, рекорд беше право тренинг. Са има скоро 1 милион прегледи и ние тоа го правиме во август. Што значи дека ние летото сме збореле некои работи, сме планирале некои работи. Планот беше заедно, конечно се споевме, баш од овој аспект што ќе ти зборев, се споевме да дадеме се од себе, да им дадеме мотив на другиве да почнат да креираат, а ние да направиме нешто многу големо. Поминува 3-4 месеци, дојде месец. Тоест помини нова година, мислам дека дојде февруар, значи колку се поминате, неколку месеци од август. И ја бев во Србија и само гледам телефон, знаеш, на нотификации, што се деси бе, викам. Луѓе, видели, што да видам? Гледам се откажал. Имало гледам видео, 45 минути. Брат, знаеш, моментот си викам, мора да го почитуваме тоа што кажа. Тоа е негова одлука и на крајот денот никој од нас не сме да му каже дека нешто е правилно или неправилно. Одбра да биде програмер, што е одлична професија. И ако е среќен, некојаш во животот ни парите не се битни. Ја верувам дека ќе прави повеќе пари со програмирање. Да, сигурно. Меѓутоа слободата, знаеш што е поента во YouTube и популарност во Македонија, можеби нема да ги правиш тие пари, меѓутоа опциите, контактите во животот ти се многу поголеми од програмер. Многу. Значи програмер работи дома, не е секој ден. Јас имам такви контакти што можам секоја работа да ја завршам без да платам. Ме разбираш? Мислам секоја, сега не знам како звучи ова. Меѓутоа многу работи можам да ги завршам бидејќи токму имам луѓе за кои што сум учил да ми учиниле. Така функционира во здравствениот свет во Македонија. Мислам за него сега некои така сваќања беа за мене детски. Си направивме муабет после тоа. Кој сваќање? Пејде тој момент кој што кажа дека сите луѓе се лицемерни. Такви биле јавните личности, секој него сакал да му забие грб. Сите се такви во секоја работа. Че ти не смеш да се фрустрираш заради тој момент. Секој од нас си го гледа своето. Не тоа му кажав, едно е кога ќе се запознаеме од интерес и нормално дека тој интерес е меѓу нас цело време. И ние тоа нема ништо страшно тоа. Страшно ако сакам да те искористам. А меѓутоа ако имаме заеднички интереси и растеме заедно, што е проблемот тука? Ме разбираш? Секоја врска е трансакциона. Ама друго е кога си ми другар од дете или друго е кога си ми девојка. Ме разбираш? Тука друг муабет. И секој тој момент што другите сакаат да го искористат тоа што го има он, јас секогаш сум му викал, искористи го и ти што го имаш, искористи го тоа што го има другите. Сега у неговата глава тоа беше дека некој него сака да му наштети. На таа тема сме размислували, сега тоа му кажав. Моите размислувања за тоа се дека размислуваш детски. Малце, знаеш, сега кога си повозрастен, у секој бизнес ти точно треба да знаеш дека кој ти мисли лошо, кој не ти мисли лошо на крајот денот. Така да според мене се уште мислам дека му е грешка, заради тоа што му кажав, програмирај, пренасочи го контентот у тоа што го правиш. Изгради платформа, човек, 200 нешто сабскрајбери. Посозран контент. Да, смени го, не мораш ти да објаваш секој ден, он направи апликација. Значи таа апликација ќе си ја рекламираш, ќе си ја спроведеш, ќе ја наплатиш 2 евра, ќе ја ставиш да купуваат луѓе, те гледаат 100.000 луѓе, еве. Тоа се 200.000 евра. Еве 10% да купат, тоа се 20.000 евра, вака. Кој програмер удржава има таква реклама? Не постои. И се ти кога си го изградил таквото нешто, меѓутоа го разбирам, знаеш, си го сакаше приватност, едноставно му дое преку глава да го приметуваат секаде, да го знаат.
Така да од тој аспект го разбирам. Не секој може да се носи со тоа. Да. Тоа е валја разликата помеѓу он као дете почна YouTube, ти почна баш као ќе третирам ова као професија. Да, и така и се однесувам ја јавност, затоа не излагам многу по дискотеки, ја многу ретко одам у кафич. Да, тоа е цената. Меѓутоа точно знаеш со што се бавиш, ме разбираш. Еви, цената на нашава работа е да добијам критика, да се скарам со тебе, ама не да го сватам лично. Сако ми кажеш ти брат не те бива, јас сега ќе видиш ти треба да бијам аведот, не. Туку работата е мора да свати човек дека во оваа ситуација се соочуваш со луѓе кои што ти посакуваат многу лошо. Македонија е држава во која што најчесто се посакува неуспех, а не успех. Луѓето се ситат од туѓиот успех. Ме разбираш? Зашто така? Знаеш, како викаат, само сиромавите гледаат на луѓе што се успешни и им завидуваат или така нас валја многу има такви. Тоа го имам приметено, многу малку луѓе се Некој менува е успешен, као мислиш ќе ти занемери? Као ти ако си станеш успешен? Значи, ти замеруваат луѓе кои што не се успешни. Разбираш? Значи, тоа е мојата мака што едноставно таква држава, знаеш, повеќе ќе се радуваме на успех на некој од друга држава отколку на некој што ќе успе во Македонија, знаеш? Секој од нас има некое минато. Секој од нас бил до вчера на улица или бил клошер или не знам што. И сега во нивната глава многу ги боли тој момент кога некој си Стефан до вчера бел, ајде овој до вчера у казино го гледав. И сега одеднаш кај Стефан успешен е, ме разбираш? Ако почнеме да се радуваме малку повеќе за другите, јас верувам дека некој од горе ќе ни даде. Разбираш? А ако цело време имаме негативни мисли, ако цело време посакуваме на некој да му се случи нешто лошо, верувам дека тој некој од горе ќе ни земе. И сако можеш ти тој момент да си го процениш, да си расчистиш со сам себе, тогаш мислам дека можеш многу побрзо да дојдеш до успехот. А патот до успехот е дефинитивно многу тежок. И фактички јас сметам дека патот до успехот трае цел живот. Колку повеќе стануваш успешен, толку повеќе сакаш да стануваш успешен. Толку повеќе созреваш, толку повеќе запознаваш нови луѓе, ти се отварат нови патишта. Убавината во мојата работа, во твојата работа, односно во ова што го работиме е новите познанства. Меѓутоа мораш да процениш тие нови познанства за што ќе ги искористиш. И овие искористиш не значи да ги искористиш на лош начин. Туку дај да видиме двајцата што можеме да направиме. Ме разбираш? Добро за нас. Така разбираш. Што значи да ги искористиш пак и на лош начин? Ја пак се враќам назад тоа што ти спомнав. Секоја врска е трансакциона, као дури трансакциона е врска со девојка, као нормално ти ако не добиваш нешто од девојката, не слагам тука. Нема не даваш. Не слагам. Од кој аспект? Трансакциона со девојката никако. Значи знаеш како ако ти е трансакциона со девојката, тој аспект ја мислам дека си е утнал многу работата. Ама не ти како сваѓаш кога кажам трансакциона? Пари? Не. Не мислам на тоа. Добро. За она да биде во врска или ти да бидеш во врска и не мора било која врска. Треба ти да добиваш нешто од таа врска, иначе зашто би имал таа врска. Не зборам пари или било што. Ама емоционална поддршка, добро, љубов, подкрепа, така? Да. Ако ти не го добиваш тоа, туку само некој ти зема, точно. Зашто ти би било таа врска? Точно. И заради тоа ти викам исто и од бизнис трансакциона врска, на пример, еве ти ќе доеш на трансакциона звучи ептен како трансакциона сметка. Не, трансакциона мислам на размена. Јасно. Сваѓаш, значи ти даваш нешто и добиваш за возврат. Иначе зашто би имал ако едната страна само дава, тоа ќе нема поле со таа врска. Тоа не е ни зрело размислување, ова е нормално размислување. Па не, ова е нешто као многу луѓе сметаат дека посебно кај нас мислам дека као очекуваат многу, онака што као дај ми ја треба да добијам нешто. Пак за тоа сакам да кажам. И тука е тоа што ми спомниш као контент креатори меѓу себе, валјда ако некој очекува да добие нешто по асоциација, тоа е лошо го правам, нема врска, мислам зашто сме тука, еве ја и ти, ја очекувам дека ќе добиам од тебе, нели, дел од твојата публика ќе дојде ќе гледа подкастот. И нема ништо лошо во тоа. Ти доаѓаш овдека, очекуваш дека ќе можеш платформа за да се споделиш твојата приказна, можеш да нешто да искузиш муабето, валја се надевам дека ќе корисно, нели, пак. И пак не е секогаш 50-50, у нашава ситуација може би ја поише ќе дојдам зашто ти имаш поголема публика и така натака, ама може би понатака, нели ќе имаме однос, ја можам ти помогнам нешто понатака работата, знаеш како секој од нас има почеток и мора да се сеќава на тој почеток. И ако се сеќаваш на тој почеток, ќе знаеш точно што значи кога некој дечко што те вика у ситуацијава треба да добие, нели, од тоа што ти го имаш. Меѓутоа јас се трудам, нели, да дам поддршка на луѓе кои што се квалитетни. Јас само тоа сакам да го, нели, јас на пример сум човек кој што сум модел на емисии кој што никој не ги гледа. Се не се
преценувам себе си, меѓутоа во таа ситуација нели јас им носам на нив, они на мене не. Меѓутоа јас проценувам барем за мој вкус, дали од другата страна дечкото е квалитетен, дали дечкото реално не би се појавил секаде, ме разбираш, се што има денеска, ме разбираш, не сакам да некаде да се избрукам. И со твојава ситуација јас верувам дека твојот потенцијал е огромен, ме разбираш, се гледа и ќе можеш само да напредуваш. И зошто се у таа ситуација јас имам некаков си страв, чекај сега ако го видат да не он стане подобар од мене, а веруjem и дека вака размислуваат 75%, 80% во Македонија јавните личности. Затоа немаме естрада, затоа немаме сцена. Ме разбираш? Види ги Србија, например, прави излага на сцена Махрина, се ти не прати сигурно тоа. Одлична девојка, Теодора Джекферович е популарна 10 години, одма песна со нејзе. Разбираш? Едно со друго. Кај нас за да направат песна, човече им треба 3 години да се договорат дали ова е поголем од нејзе или помал, дали овој ќе ало, креирајте, луѓе. Значи, можеби од подкастов ништо нема да биде, ама тоа не е ништо страшно, нас ова ни е работа. Креацијата, поентата на креацијата е да пробуваш. Од 10 работи треба една да успее, не треба 10. Тоа е креацијата, не е ова бизнис, само бизнис, туку постои креативност, постои нешто што луѓето ќе го приметат. И сега мораме да имаме таа добрина која што ја бараме на почетоците. Ме разбираш? Зошто да не те поддржам? Што можеш ти мене да ми земеш ситуација освен да добијам? Ме разбираш? Не размислуваат вака, тоа е очено. Јас сум зборел на оваа тема многу пати и мислам дека никогаш нема да се промени. Дали дека сме мала држава, дали дека секој за секој нешто знае. Појма немам, или најчесто јас имам и тоа разочарано, знаеш, им даваш па поддршка, после те плукаат. Имав една многу актуелна ситуација период таква со мојот другар. И на таа емисија, например, беше и друг некој, сега не сакам да отварам таа тема, така спомнав. Меѓутоа, поентава ми е дека на крајот денот, можеби и заради тоа, многу луѓе во Македонија па даваат поддршка, а после тоа им се враќа со лошо. Можеби за тоа збореше GP. И ја тоа го чувствувам на свој грб, меѓутоа па сум човек што нема си го изгубам своето јас, ме разбираш, затоа и дојдов. Едноставно верувам во тоа дека нека те зајбат 5 души, другите 5 нема. Не смееш да дозволиш да те уништи тоа што ти се случило, што знам, да те смени. Се славам. Ти, значи, релативно брзо доби голем број на следбеници. Имаш некој growth hacks, таа ги користиме, ние ги викаме у стартап сфера, во бизнес, као growth hacks, као да го постигнам тоа брзо, нека да пораснам, ја како нов quote-unquote инфлуенсер, што ме нарекува на Инстаграм. Најде 3 души актуелни на сцената и избори лошо за нив. Види, јас например тоа го направи ти. Па не што направив јас, ја фактички имав малку среќа што пред мене беа само GP Стефан Натор. А реално нив не ги гледа на 20 години луѓе. Некоја публика под 18 години има, пошто геймање, малце друг начин на изразување. Јас ги донесов и социјалните експерименти, тоа не го правеше никој во Македонија. Тоа е содржина за возрастни тотално. Карпул караоке што го правев, например, јас тоа ми беше поентата на водењето на тој карпул караоке беше драма. Мислам драма. Беше шоу бизнис. Ево Македонија тоа го сметаат за драма и Стефан сака да добие прегледи. А не, ние правиме шоу. Знаеш, малку по контроверзни прашања, малку по контроверзни теми, ќе се прилепиш на тоа. Плюс јавев човек што и ден денес сум таков, ако имам нешто да ти кажам, ќе ти го кажам, не се плачам кој си ти. Мене се скарав тој период со Панчо од ДНК, а тој момент јавев нели никој ништо, Панчо е Панчо. И сега луѓето тоа им беше симпатично од една страна, од друга страна кој си ти да збориш. Меѓутоа на таа другата страна што им беше симпатично, и ден денес ме поддржуваат. И сега тоа е на крајот денот брзиот начин до успех, реално. Меѓутоа ако не си квалитетен, тој брз начин до успех ќе те донесе до брзиот успех, но и до брзото паѓање. Сега јас, например, претпоставам, бидејќи сум веќе актуелен премногу трета година, нешто сум оставил, нешто сум покажал, ме разбираш. На крајот денот сметам дека сите што се автентични, што имаат нешто свое, поразлично од другите, луѓето ќе го приметат. Мислам дека тоа е она клучниот збор, автентичноста. Ако успееш да направиш нешто што никој друг не го направил. Еве јас ќе те копирам за подкастов. Да. Да, планот ми е да бидам Иван. Cool. Тоа е мојата, да кажи го, легаси, пак англицизам на македонска. Види, знаеш како е со англицизми, можеби сега не им се свија,
Ама кога ќе се научиш, тоест кога ќе си поставиш темели, можеби ти ќе бидеш баш симпатичен заради тоа што користиш англицизми. Верувам, ја на пример кога почнав со YouTube, се однесов малце покултурно од другите јутубери. Сите ми викаа, ова не е телевизија. Сега на пример сите се трудат кога разговараат со мене да разговараат поелоквентно и да останат на таков стил. Ме разбираш? А у првите моменти сите ми збореа, брат, дај не го тупи со тоа дикцијата телевизиска, знаеш, ај биди клошар. Ма ја не знам, јас сум тој. И сега, зошто да би сменил ти нешто твое ако некој ти пише не користи англицизми? Да. Ништо страшно. Океј. Што беше тоа што ти као го најде као или го постави као систем за стабилна заработувач што те издвои од преходниве јутубери што викаш као деца, не као онака, знаеш, као што они не може да направи, што ти го направи за да ова ти биде као тебе професија. Константна соработка со фирмите. Значи Они зошто не може тоа го направи? Па мислам дека го има тој момент што ти го кажав преска на звезди. Знаеш, као менаџери не соработуваат, не го тргаат тоа. Например, јас ќе кажам најголемата тајна управењето на парите е позади камерата. Со станоци, запознавање, оставање образ, оставање, не знам, простор да се запознаеш малку повеќе, стануваш близок со тие луѓе. Мислам, не стануваш близок на пријателска база, меѓутоа стануваш близок на бизнис база. Точно знаеш што значи тоа. И мислам дека точно тој однос мене со луѓето, јас во овие 3 години не сум оставил ниту еден незадоволен. Па ситуацијата ако нешто не сум изработил добро, јас не ги зијам парите, ме разбираш? И мене ми е многу добро што јас нели имам и годишни договори. Јас соработам со неколку фирми веќе 2 години. И сега кога тој исто и во бизнис, ако ти покажеш дека си стабилен и постоиш и носиш на некој во бизнисот, знаеш, оди од муабет на муабет. Тој менаџер ќе му каже, и ој Лазаров како изработил лолда му е. Тој муабет оди. Е сега ти ако си, еве ти колку пари, фала, еве ти видео, чао, ти не си оставаш никаква комуникација. А сум приметил дека самите директори и менаџери па многу сакаат да имаат комуникација. Дали нивното дете те гледа, дали пријателите те гледаат, знаеш, нема да биде филмот да се сликаме, ама ќе биде те поштоем царе, значи лауда ти го гледав вчера видео и кога веќе почне со однесот те поштоем царе, тогаш веќе ти дозволува нежи да оствариш било каков однос, контакт или не знам, утре ден ќе ти се јави кафана да идеш. Сега нашиве се устилно ја не можам, немам време. Јас сум идел и кафане, и пиво, и кафе. Не збориш за бизнес, збориш за приватни работи, ме разбираш, не е битно. Поентата ми е, се разликувам според тоа што оставам добар однос, знаеш. Професионализам, ако ми трае 1 месец со работката, тоа не значи дека за 3 месеци ако ми пишам шо прежа не треба му вратам или да глумам сега чеки, немам време. Не знаеш утре зашто ќе ти се јави тој човек, може нема ни да биде од таа фирма, ќе биде сосема друга. Мислим и тоа десено од една фирма, човекот од друга, па од таа фирма ми звони, баш поради тоа што сум оставил добар впечаток, едноставно се почитуваме. Али пак ќе ти кажам, знаеш, 23-4-5 години веќе си доволно свесен да ги сватиш овие работи, да почнеш да ги применуваш. На 15-16 години, знаеш, имаш 100.000 сабскрајбери, се сликаат деца со тебе и ти мислиш дека светот е твој. Ме разбираш, во тој момент ти викаш готово, јас сум Џастин Бибер. А поентата е дека живееме во Македонија. Ме разбираш, сепак. Значи каков и да е успехот во Македонија, звезда не можеш да бидеш. Заради тоа што си во Македонија. И јас не се однесувам како звезда, јас се однесувам кога ќе ме видат со човек што знам дека го знаат. Сваќаш им дозволувам да бидам исто како што сум на камера. Блиски сме. Во Македонија беше звезда само Тоше Проески. Меѓутоа беше Тоше Проески заради тоа што беше звезди во Србија и во Хрватски, во цел Балкан, дури на светски рамки. А ако направиш такво нешто на светски рамки, тогаш можеш да се однесеш како звезда, меѓутоа јас ако ми се деси тоа, јас многу сакам скромноста. Дај Боже да бидам најуспешен на цел свет, ја ќе бидам истиот. Свегаш. За мене нема поента тоа глуматање. Мене мислам дека никогаш не би ми донело, например, не би се осеќал среќно, разбираш? Така да, ети, можеби и таа приземност, многу луѓе мислат дека и не сум таков, затоа што на многу моменти делувам арогантен, меѓутоа приватно кога ќе ме запознае човек, еви ти ми себе, не се ни познаваме, излеговме на кафе, се видовме, ме запозна. Јас ова го гледам како работа, јас не се сметам за вау, Стефан, јутуберот. Да. Тој момент што кажа, нели, тешко, односно невозможно да бидеш, нели, звезда или да мамнеш некој као голем раст како креатор кај нас, нели, само Тоше е успел из целава историја на држава. Како се справуваш со тоа? Нели, фактот дека еве ти релативно брзо време на 25 години млад, као еве да речеме си на врвот, или меѓу најдобрите,
Кој го сметаш бедове како има некој што го сметаш како над тебе моментално? Не? Number one? Океј. Може ја доаѓам као онака од нигде. Има дечки са. Да, добро, океј. Нема везе, да речеме дека си број 1 моментално како инфлуенсер кај нас, во релативно брзо време, на релативно млади години. Што е следно? Така, као да размислуваш за тоа, кај ќе бидам за 5 години, кај ќе бидам за 10 години, ако граница, ти ми спомна кога правев нели моабет пред некој ден, имала само 300-400 акаунти на Инстаграм македонски. Да, за 400-500 тука некаде се да не знам 600 ама моабет е дека малку има публика овдека и твојата публика е ограничена на баш се дека правиш на македонски, на македонци, што е многу мала публика. Значи, многу ја анализирам нови, затоа престанав да се трудам, бидејќи бев во Србија, бркав карпулка роке, сакав некоја друга публика да привлечам. Сметам дека ако си доволно познат во Македонија и успешен во тоа што го работиш, не ти треба други држави. Зошто? Бидејќи во Македонија постојат фирми на кои што им треба реклама. Сега збориме за заработка. Не збориме за бркање бројки и постигнување милиони прегледи. Збориме за заработка. Сметам дека таа заработка нас ќе ни го продолжи животот. Само со пари ти можеш да креираш и да траеш долго. Џабе ти ако си луптал 5 милиони вјус на песна или на видео, ако немаш денар од џеб, ме разбираш, немаш како да напредуваш. За разлика од Србија, кај што има многу инфлуенсери, многу јутубери, во Македонија колку се? 5, 10, не е битно. Јутубери нема, инфлуенсери 10. А колку фирми има? Многу. Тие фирми сите им треба маркетинг. Ме разбираш? На тие фирми на сите им треба квалитетен маркетинг. И баш напротив го имаме анализирано, ние сме способни и можеме да поставиме монопол. Зборам инфлуенсерите, не фирмите. Заради тоа што на фирмите им требаме, нели нас не требаат многу фирмите за да заработуваме пари, да не се сватиме погрешно. Меѓутоа на фирмите им требаат инфлуенсери кои што ќе им ја спроведат рекламата. И точно со тој успех што го имаме во Македонија, име точно доволни на тие фирми, бидејќи сепак е голем. Знаеш, 55.000 луѓе кои што те следат секојдневно во Македонија се многу за фирма. Замислете 55.000 корисници им донесеш. Не треба 55, треба 100, треба 10. Некои со 5 корисници се задоволни со кампањата. Се зависно колку, еве, пример, Саник, градежна фирма соработував, имав супер договор, еден стан да им продаеш, они ти исплатили повеќе од тоа. Еден. А рачунете следат колку луѓе, ме разбираш? Сега, например, во Србија, многу фирми, меѓутоа има многу избори. И има најдобри, има послаби, меѓутоа цената е огромна разликата. И јас ти гарантирам дека јас заработувам повеќе од некои што се многу поуспешни со бројки во Србија. Разбираш? И од тој аспект мислам дека ќе спомнам Игор Џамбазов. Игор Џамбазов никогаш не направи слава како Тоше Проески. Меѓутоа Игор Џамбазов е Игор Џамбазов во Македонија. Разбираш? Едноставно во Македонија нема премногу популарни, актуелни и успешни. Со самото тоа што нема, ти си една од малкуте опции. Со тоа твојата цена повеќе расте. Разбираш? Ако си, како викаат, ако си едно парче у светот, ќе кошташ многу пари. Ако си едно меѓу 100.000 парчиња, ќе имаш помала цена. Еве за коли, например. Една и кошта 5 милиони евра. Има Audi Q5, има милион у светот, си има 10.000 евра. Ме разбираш што е поентава на муабетот. Така да, единствено само треба да си го срочиш у глава моментот дека некој си бака прасе, или Јанко, или Чодак имаат секогаш милион сабскрајбери, а ти никогаш. Меѓутоа, да, можеби никогаш нема да возам Ламборџини или милион евра стан, меѓутоа мојата цел не е таа у животот. Среќен сум со тоа што го имам и тоа што ќе го имам. Така да, сметам дека ситуацијава е побитно да се трудиш да го задржиш тоа што го имаш, да си останеш актуелен, да си работиш и тоа ќе ти носи у животот и пари и убав живот, отколку сега да бркаме некоја сосема друга публика. Бидејќи како бркаш сосема друга публика има многу голема веројатност дека ќе изгубиш оваа. Ме разбираш? Така да мислам дека не знам, нема потреба да се фокусираме цело време да ги бркаме тие нереални бројки. Меѓутоа тоа муабетов не значи дека не треба да пробаш. Така да, еве Пајак на пример со Бела песната на 5-10 милиони прегледи, повторно се прошири. Сега ова јас што го збораме повеќе за инфлуенсери. Ако си пеач, ако си артист, тогаш мора да цели за надвор, затоа што е многу мал пазарот во Македонија. Ако јас велам дека има многу фирми, за нив на пример има многу малку дискотеки. Они за 6 месеци ќе ги поминат сите толку. Ти како слушач ќе отидеш 2 пати на настап, него нема отидеш 10 пати, ме разбираш?
Сега, он ако е успешен на цел Балкан, ќе има многу поише пари. Така да ние како инфлуенсери, како јутубери, воопшто не ни е потребен тој српски пазар, тоест балкански пазар. Веруваме. Само треба да сме среќни со тие 50.000 views што се многу. Сега ги гледаш тие милион кај другиот и си викаш, леле, како јас да ги имам овие. Не ти треба. Немаш потреба. Никако немаш потреба. Океј, кул. Цената што ја плаќаш, нели, да бидеш инфлуенсер кај нас, као бевме исклучени, нели, на кафе се ти дојде автограм ти побара келнерка. Тоа често се случува? Да, се случува, мислам, се сликаат луѓе, се те препознаваат, доаѓаат, сакаат да направат муабет. Ма ја уживам во тоа. Значи јас никогаш не зијам за зло, ми се има дешавано леко сум напет, не можам да видам човек и доаѓам, може да сликаме. У истиот момент се трансформираш, знаеш? Многу е дебилно во момент кога они тоа го прават, со тоа ти даваат аплауз. Разбираш, ти викаат дечко браво, работиш, алал да ти е. Е многу неблагодарно таа ситуација ти да глуметаш или да не застанеш да се сликнеш или да не застанеш да направиш краток муабет. Знаеш, за некои ги имам приметувано, се тресат. Знаеш, сега си викам, шо кој курат се дешава, шо сум јас, знаеш? Со Марта 100 пати идеме у теретана, ќе дојде некој дете вака. Знаеш, некад ги зезам, што се тресеш, полека, смири се. Не, многу те сакам да гледам вака, знаеш? Де? И сега, тој момент мене ми исполнува, знаеш. Трни вака, сега ти си на почеток, од тебе ти е може би смешно тоа. Меѓутоа, секој од нас посакува, не да се слика, секој од нас посакува да добие поддршка во животот, да му кажат браво дечко, те бива, ова што го правише супер, допрело до некои луѓе. И за кога си на почетокот го посакуваш тоа, и колку би било неблагодарно кога ќе го добиеш ти да се однесуваш лошо или да глумиш звезда. Катастрофа, мислам. Така да секогаш, сега не знам, можеби некогаш се случило да не знам да дојде да ме викне јас да поминам. Ама тоа било ненамерно. Така да па ќе кажам, значи ние сме многу мала држава за нас. Нас секој може да не види сега. Ние сме многу поголеми звезди, да кажам. Ајде, не сме звезди, туку многу повеќе не препознаваат луѓето и сакаат да се сликаат со нас во другите градови. Кога да отидам, не знам, кај да ти Гергелија, зашто таму те гледаат прв пат. А у Скопје ќе те видат неколку пати, после не си ми интересен, разбираш? Така да, не знам, мене ми е интересно увек. На крајот денот и мојата професија, инфлуенсерство и јутуб е поентата да биеш близок со народот, а не да биеш недостапен за нив. Кога почна да се случува тоа? Па ако ми веруваш одма. Да. Видим, ја почнав и со TikTok малку снимав пред YouTube, па го оставив, па маливе деца ептен TikTok тогаш прател короната, па тиктокеров, јас се нервирав, не сум тиктокер. И после тоа ти кажам, качив 15.000 за еден месец. Мислам, колку си ти, гледаш колку е тешко. 15.000 ненормална бројка во Македонија. Јас се сеќавам роден ден имам едно видео ставено, полнолетство се зезав. Слајме роден денот и вечер ти имам 6.000 сабскрајбери. Че беше 7 сат. Пиеме и мене ми тикнул 6 сабајле да проверам. 8.500, 2.500 качив за 12 сати. Имав ставено 2-3 видеа за 2-3 дена и сите беа многу гледани. Така да одма почна тоа, али сега веќе го гледам и пристапот им е поразличен. Тогаш било, кој си брат? А сега имаат почит некаква, нешто ми е многу интересно. Сега нешто ново се сочувам. Сега дури луѓе по 50 години, мајсторе, само напред. Фала. Така да ти кажам, многу значат тие моменти, мислам. Не знам, почит. Некаков си почит. А од другата страна, хейтот што го добиваш, како се справаш со тоа? Па не е проблем да се справи со хейт според мене, бидејќи само треба да сватиш дека тоа е хейт, не е ништо лично. Еве на пример со видеово со Тале, што го направи во Велес, прилично многу голем хейт. Меѓутоа имаше и прилично многу Тоа контекст ако може на брзинка. Имаше измама со емисијава Срце на дланка што се емитува на Алфа телевизија, човеков е коцкар. Јас малце го открив и му отидов дома да му снимам изјава. И пристапот ми беше многу агресивен. Он ми кажува, викам ти си коцкар, ти си ваков, ти си таков. Од професионален аспект сгрешив, од морален аспект не сгрешив. Меѓутоа, ако веќе се трудам да покажам квалитета, се трудам во тие видеа, значи не се однесувам како шарлатан, едноставно морав да внимавам. И видеото да го отврши има 900 коментари, има 120.000 за 7 дена. Многу тепал коментари. Јас, знаеш каков човек сум, хейт коментарите кои што се, ја викам, не знам, говор на омраза, нема потреба да им даваме значење. Едноставно луѓе вас серат и тоа е тоа. Што се ако ми пише некој ти си дебил да ти еба матери, што треба му кажеме, разбираш? Добро, окей.
Ама имаше критики кај што реферати кај што укажуваат на мојот непрофесионализам. И толку многу ме погоди тоа, ама не у негативно, туку мотивација. Седнав и си викам вторава приказна, маме, мој баба, викам ќе ја направам, значи 4 дена, Марта ми пишува и викам ај после да се видиме, ај после да се чуеме. Дојде да спие кај мене, не и правам муабет. На интернет сум барам, сеавам по луѓе, си ја спојувам приказната, многу се дадов. И сметам дека е многу одговорно у тие ситуации да се извиниш ако сгрешиш. Тоа што не го прави никој држава. Одговорност не зима никој. Не зима одговорност на емисијава да каже два збора. И во тој момент јас точно знам да разграничам што е конструктивна критика, како таа критика може да ме направи само подобар. Не може да те направи полош ако е критика. Треба да седнеш да се ја сватиш. Критикава е таква, чекај. Ако ми викаат дека не треба да пцујам, да ја престанам да пцујам. Ако ми викаат дека треба да се смеам со десниот зап да ми се гледа, да десниот глупости, ме разбираш. Али ако е пцуење од нивна страна, јебеш му матер се, што нема да се напињам, тоа е. И баш тоа го направи во второто видео, поддршка ненормална. Така да осети народов, не знам како делува, ама уопште не е глуп. Уопште. Кога веќе се трудиш да стигнеш некое посериозно ниво, ти ја гледаат секоја грешка. И јас многу почитувам луѓе што оставаат критика, отколку луѓе што ќе го изгледаат и после ќе гомна. Разбираш, нема поент. Смее пцуење на подкастов, не е не пошто се пцујам лаво. Нема спонзори, нема га. YouTube да. Саш ти кажам една многу интересна прича. Правам Лазаров шоу кога го направив на YouTube и го правам 3 спонзори одма. Ќе кажам фирма Моцарт. Јас се уште си соработувам со нив, ама пази, од тоа мислиш дека, значи ја тоа направив 7-миот месец, веќе имав 50 сабскрайбери. Готово, ти си у филмот, сега јас сум најак тука, сега ништо готово не ми можат, што сакам ќе правам. И договарам убава сума, генерален спонзор. И прва емисија правам со Раус. Сега ја ставив направи да не ја гледаат. Со пцуење, сега да не ги користам изрази дека звучи многу прљаво. Со свашта, со кокаини, со не знам шо. Емисијата имаше 4000 гледаност у живото дека одеш. Растур, 55.000 ден. Вау, викам. И дојата се ми тоше недела и понеделник ми звона. Да знаеш, ќе мораме да го откажеме спонзорството. Зашто? Па Стефан, знаеш, изразиве. Како тоа изразите? Па јас сум тој. Сакаш глуп човек, ама мора да научиш у животот. Ако нема кој да ти ги каже да те советува во таа ситуација, ти сега си мангуп, сега тебе те гледаат. Нема ништо од гледаност. Има од, нели, од парите, после да ги инвестира за да дојдеш до посериозен контент. И од тој момент ги изгуби како спонзори. Ме разбираш? А реално тоа е многу несериозна работа да ти се деси. Знаеш, си почна сериозен проект и првата емисија ги губиш како спонзор. Баш поради тоа недолично однесување. И од тој момент имав два патишта. Да си кажам ај кој ги ебе, што сакаат нека зборат или чекај малце. Чим изреагирале, луѓе не се дебили, значи не се сериозна фирма. Таму имаат некои сериозни директори кои што следат. Дај да се поправам. Што е се, не можам да бидам интересен ако не пцујам. Сваќаш? А од тој момент се уште си вика, фајбе, YouTube е малски речник, луѓе го сакаат полаво. Така да сум имал грешки и сум си ги применил и сега веќе многу посериозно влагам во некои ситуации, многу повеќе внимавам и само така можеш да привлечеш некоја посериозна публика, знаеш. Тоа време викам посериозна, повозрастна публика. Не е тоа посериозна. Имаш некоја визија кај ќе биде цела YouTube или контент креатор сцена за 5 години од сега, 10 години од сега? Знаеш како визија, не можеш да имаш визија затоа што некако се чувствам дека ова е вториот почеток. Али се надевам дека ќе оди многу напред и сметам дека YouTube-от одамна сум го зборал тоа дека е новата телевизија. Меѓутоа па редно време е да покажеме дека е новата телевизија. Знаеш, доста збориме само дека е новата телевизија. Треба да им покажеме на тие фирми, на тие луѓе дека имаат корист од тоа што сега ти го правиш ова, они ако би се рекламирале, знаеш. Сметам дека телевизиите веќе сериозно ќе преминат во некои си информативни политички изданија, а забавната програма, ваков тип на подкасти ќе преминат тотално на YouTube. Единствено се надевам дека ќе се појават што повеќе луѓе, креатори. Само на таков начин ќе има и караници, и позитивни работи. У принцип ќе се дешава нешто. Затоа што веруј ми, точно знам како е да биеш сам. Значи буквално се осеќав сам у собата и треба да си играм со играчките. И треба да смислам цело време што ќе прави Стефан, разбираш? Така да, не знам, визијата за YouTube-от според мене у наредни 5 години е дека само може да расте. Затоа што гледам дека и
Еви монетизациите на пример веќе се не дека се дигнати, ама веќе се стабилни. Се знае дека се заработува и од тоа ако веќе дојдеш до некој си прегледи. Не многу пари, меѓутоа можеш. Гледам дека и со донациите, например, луѓето веќе се има нова опција Super Thanks на видеата, кој што луѓето може да ти донираат, да те подржат. Кој имаш голема база на публика што те гледа, поготово и од диаспората, што е проблем да донираат 2 евра, 5 евра. Тоа е како поддршка за креатори. Например, и таа е убава тема. Луѓето мислат дека у таа ситуација просиш. Треба да разберат, има многу македонци што не гледаат, нели? Цело време збориме дека треба да има македонски креатори. Прво треба да разберат дека тие македонски креатори се уште креираат на YouTube за без пари. Јас парите не ги правам од YouTube, ги правам од Instagram. И сега постојат некои опции на кои што може да се поддржат тие креатори. Не викам дека треба да просиме за да ни донираат пари. Меѓутоа, во светот, ако во оваа ситуација некој пеач продава албум, ти му го купуваш, ние продаваме контент. Ние ги забавуваме нив. И можеби од тука малку свеста на гледачите би требало да се дигне во стил на поддршка, да ме разбираш. Човек 1 евро да ти донира кога те гледаат 20.000 луѓе, рачунај колку може тебе да ти промени и на таков начин колку би можеле ние да дигнеме македонската сцена, ме разбираш? Пошто со пари се дига сцена, не се дига со сакам да дигнам. Така да можеби мислам дека во наредните години тоа многу повеќе ќе се актуализира. Самите луѓе ќе разберат што значи некој ти донира 20 евра, 50 евра, 100 евра, да заработиш 1000 евра месецот и да видат како со такви заработки после се купува камера, се купа нов, нема да снимаш дома, ќе снимаш у студио, ќе викнеш екипа што ќе не снима со 3 камери, ме разбираш? Тоа е за тебе, меѓутоа е за нив, ќе гледат поквалитетен подкаст, ме разбираш? Така да и тоа е нова тема, али единствено тоа ќе го постигнеме ако се држиме едни со други, ме разбираш? Ако почнеме да се караме, ако почнеме да се уништуваме едни со други, нема да можеме ништо да направиме. Завршна мисла некоја? Завршна мисла да продолжиш напред, но ми е кеф што дојав денес, искрено. Сакам да си најавам дека ќе правам подкаст и јас. Тие што ме следат знаат дека имам на позадината на Лазаров шоу што ја имав. Верувам дека помина лошите денови за YouTube во Македонија. Верувам дека ќе одиме само напред, мислам не може што подобро да се оди од тоа што беше. Само напред може да идеме, така да во завршна мисла ќе ми биде да се поддржуваме едни со други, да креираме сите контента, вие како гледачи да бидете поразбирливи во дадени ситуации и да престанеме да се споредуваме со другите држави, туку едноставно да дадеме поддршка малце повеќе на нашето. Стефан за председател. Ајде, тоа е тоа. Фала многу. Фала ти и тебе.